Старите почитуваат мерки, но младите не. Вака сметаат повозрасните граѓани на Тетово. Важи и мерката полициски час од 22 часот, но голем дел од граѓаните велат дека залуден е и полицискиот час и дека нема да придонесе до намалување на бројот на нови случаи, доколку не се престане со собирите и неносењето заштитна опрема. Со ова што гледаме, не се почитува сите. Делу или делумно, инаку поглавном не. Кај на свеста, кај луѓето далеко од тоа што треба да биде за заштита од болест. Ретко, посебно младиве ме загрижува тоа што младиве избегават со секакви не е точно, не е вистина, не можеме да се одрекуваме од нормалниот живот денешен. Би рекол 70% не се придржуваат. Има собири, неконтролирани собири и преку ден, и преку ноќ. Бошто ова полициски час од 22 часот, ама тешко. Треба малку порано, барем од 19 часот, баш тогаш кога почнуваат движењата најмногу, тогаш да им се скрати излегувањето, правото за излез. У поголем дел, да, се почитува. Треба да се почитуваат, ама сега зависи од луѓето. Мислам и тоа ништо нема од тоа полицискиот час. Џабе е полицискиот час, кога мерките не се преземаат со вакцини, со тие работи другите. Ако идеме само на лажење и на верување на оваа влада дека може да се справиме со короната без вакцина, се е џабе. Стариве сега поштуваат, а младиве не поштуваат. Мерката полициски час треба да трае до 22 март, а потоа ќе се одлучува дали ќе продолжи или ќе се воведуваат нови рестриктивни мерки во зависност од епидемиолошката состојба.